Благодариме на присуството. Овој прес се свикам по повод новиот предлог закон кој го поднесува предниците на Левица. Значи се работи за предлог закон за изменување на законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката или така наречената апанажа. Значи не се однесува тука само на пратениците, тука се однесува и на председателот на Републиката, се однесува на владата, на сите лица кои што тие ги именуваат или на телото кој што тие го имат одвластено да именува, значи функционери. Значи ние бараме укинување на апанажата за сите овие функционери и значи зошто како прво платата на било кој функционер од овие горе на наведените е значи далеку поголема од платите кои што ги земаат обичните македонски граѓани. Второ, се доведуваат обичниот работник и функционерите се доведени во неравноправна положба, затоа што за обичен работник имаме многу повеќе услови, не знам, 10-12 услови кои што треба да испуни обичен работник за било каков надоместок после престанување на работен однос. Надоместокот е ограничен на 50%, додека за функционерите е 100%. И за функционерите немате буквално никакви услови, освен еден обичен рок од месец дена, кај што тие треба за тоа да се фактички да поднесат барање за апанажа. Значи да ги земеме последните два примери, значи тоа се поранешните министерки Шекеринска и Царовска, кои што се милионерки по дефиниција. Значи они имаат пријавено имот поголем од милион евра и во ситуација на здравствена, на економска, на енергетска криза, вие со милионски сметки со милионски заштеди, значи на сметка да барате апанажа е на ниво на перверзија. Значи до кога државата ќе ги третира функционерите како еден вид неспособни деца кои што не можат сами да се снајдат општеството и ќе мора да ги издржува. И згора на се прави еден обид надлежноста за решението за апанажа да се префрли од надлежната комисија, а тоа е комисијата за избори и именувања, само на председателот на комисијата, значи со еден обичен подпис од председателот на комисијата за да може да се добие апанажа. Зошто? Значи тоа е за да не се крева оваа врева која што се крену јавноста, иако законот моментално кој што е во функција, експлицитно, значи член 20 став 2 вика надлежното тело, а тоа е комисијата, на собранието вика со решение го утврдува правото на член 19, тоест на апанажа или престанувањето на истото право според одредбите на овој закон. Тоа значи дека тие со подзаконски акти обидуваат да регулираат законска материја, значи тоа е нелегално, тоа е кршење на закон и ние таа одлука, ако ја спроведат, ако се дрзнат, ќе ја оспориме.